Гласовите во недела треба да означат победа не само во бројки, туку и победа на свеста и верување дека Македонија заслужува подобро, порача лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на последниот ден од кампањата. Апелира граѓаните во вториот круг да излезат и да гласаат гордо, достоинствено и во мирна атмосфера, како и пред 2 недели. Овие локални избори се избори во кои што навистина македонските граѓани, но и владата покажа едно ниво на зрелост, без инциденти, иако знаете, во предкампањата се загреваше атмосферата дека имало инциденти, но помина во најмирна, најдемократска атмосфера и јас очекувам така да помине гласањето и во недела. Лидерот на СРСМ Венко Филипче пак апелираше граѓаните да гласаат за неговата партија во 17 општини каде што бараат мандат, порача дека програмите биле скроени по сугестии и по мерка на граѓаните, онаму каде што немаат кандидати да гласаат по сопствено убедување. Овие избори се шанса да се покаже дека народот не се купува, не се лаже и не може и не треба да се потцени. Во вториот круг бараме поддршка од сите граѓани и од сите гласачи, без оглед за кого гласале во првиот круг. Ги повикуваме и сите кандидати што не поминаа во вториот круг и нивните поддржувачи да се приклучат во оваа борба. Во вториот круг од локалните избори во Македонија ќе се гласа во 32 општини и градот Скопје, а на 3 избирачки места во општина Шуто-Оризари ќе има прегласување за советници поради утврдени нерегуларности. Вчера почна дистрибуцијата на 1.013.357 избирачки ливчиња. Во 4 општини каде што не беше постигнат цензус во првиот изборен круг на 19 октомври во Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово и Рустуше ќе има повторување на изборната постапка за избор на градоначалник 60 дена од објавувањето на конечните резултати од локалните избори во 2025 година. Според информациите на Државната изборна комисија, за вториот круг пријавени за гласање се 4826 болни и изнамоштени лица кои ќе гласаат утре.